8 часот и неколку минути време за делот кој го посветуваме за нашите гости. Денес во нашето студио за прв пат е доктор Ангел Попангелов, специјалист по семејна медицина. Нашата тема за денес ќе ја посветиме за начините за подобро здравје и како подобро да живееме. Добро утро, докторе, и добро ни дојдовте. Добро ве најдов. Поздрав до гледачите на К1 телевизија. Вие претходно си имате занимавано со традиционална медицина, а сега се занимавате со алтернативната медицина. Иако сте специјалист по семејна медицина. Да кажеме нешто повеќе општо за алтернативната медицина. Вака, јас и работам и сега како специјалист по семејна медицина, матичен доктор сум во Кавадарци во приватна ординација. Меѓутоа се занимавам и со алтернативна медицина веќе 7-8 години, можеби и повеќе. Работам со неколку техники, можам да ги набројам, без разлика дека малку ќе им биде тоа непознато, можеби и повеќе непознато на гледачите, а тоа станува збор за... Инаку, јас сум мастер и учител и лечител по техниките ИЗИС и КИМ, СЕКХЕМ, квантна синхронизација, кашови записи и биоенергија. Тоа се стари традиционални техники кои што луѓето ги користеле многу одамна. Можеме ли малце подетално да им објасниме на гледачите за се ова што го кажавте, што ги наброевте овие три работи? Накратко. Накратко. Во главном станува збор за духовно-енергетски техники кои што старите народи, посебно египчаните, маите, индијците и тоа народите кои што живееле и екзистирале во земјите, во тие земји од пред неколку илјади години, каде што и тие луѓе се обидувале на некој начин да допрат до подобро здравје и кога се разболувале да бидат излекувани. Сушно станува збор за размена на енергија и пренос на енергетски информации, за да може да се искористи потенцијалот кој што ние сами во себе го имаме како природен потенцијал. Алтернативната медицина има ли врска со традиционалната медицина и доколку има, да не кажете? Врската на алтернативната медицина со традиционалната медицина е поврзана со едно нешто кое што традиционалната медицина за кое што јас морам да кажам уште на почетокот, за да не бидам погрешно сватен, мојот настап и моето изнесување и објаснување за овие техники кои што јас ги практикувам и ги работам, не се со цел да се спротиставам на некој начин на традиционалната медицина, бидејќи традиционалната медицина со своите достигнувања научни многу им помага на луѓето. Меѓутоа, кога почнав да се занимавам со ова нешто, дојдов до сознание дека не е се доволно јасно кажано и дека од традиционалната медицина дека многу работи постојат кои што не се дообјаснети и дека не мора да постои само една вистина. Кога размислував зошто и нешто друго треба, ги зема во обзир дека и порано луѓето се обидувале да се излекуваат и да имаат подобро здравје и секако тие морале да имаат успех, инаку не би обстанало човештвото. Заради тоа има врска со традиционалната медицина, меѓутоа главната врска која што е изгубена помеѓу биологијата, хемијата, физиката и здравјето, значи од едната страна се биологијата, хемијата и физиката, а од другата страна е здравјето. Главната врска која што е изгубена и на која што многу малку барем во нашата земја се обрнува внимание, тоа е енергетската обвивка која што се наоѓа околу телото на секој човек. Кои се предностите и споредбите со традиционалната медицина од оваа алтернативна? Предностите, јас како го размислам тоа дека предноста е во тоа што традиционалната медицина се занимава со
исклучиво со хемиските и физичките промени кои што настануваат во организмот на човекот и тие се од науката многу добро кажани и искористени. Меѓутоа, користејќи ги тие средства кои што за жал во последно време се повеќе и повеќе доаѓаме до сознание дека покрај добриот ефект имаат и негативен ефект. Докажано е дека сите лекови не можат да дејствуваат само позитивно. Позитивно може да дејствуваат во одреден степен, меѓутоа дејствуваат и негативно на останатите делови од организмот на човекот. Алтернативните медицина, овие техники на алтернативна медицина, како и останатите кои што јас не ги практикувам и можете да ги сретнете во сите и на други места, во принцип го има ставено човекот во својата природна форма, правата природа на човекот. Овде, за да биде малку појасно, таа карика која што недостасува, која што ги поврзува здравието со хемијата, биологијата и физиката, аурата, со енергетска обвивка на човекот, со која што енергетска обвивка ние комуницираме еден со друг. Научно е докажано, а веќе се направени и апарати со кои што може точно да се детектира и да се прикаже на поедината аура и движењето на аурата на секој човек поедин, и дека во аурата или сето енергетско поле кое што се наоѓа надвор од аурата, а ние за волја на вистината сме суштества кои што живееме во еден енергетски свет и ние сме еден вид енергија, и во тој енергетски свет етер, кој што се нарекува етер, се наоѓаат сите информации кои што се потребни за нас во секој миг на нашето постоење. А ние можеме да ги добиеме само преку нашата енергетска обвивка. И во тој енергетски дел, значи во етерот, се наоѓаат сите наши мисли, размислувања, емоции и модели на однесување. Тие не стојат како закачени за да можеме ние да ги земеме, туку тие суштествуваат во дадениот миг. Не знам колку е ова јасно на луѓето, меѓутоа главните информации и предноста наспроти традиционалната медицина во овој начин на лекување на пациентите, доаѓање до подобро здравје во тоа што ние ги добиваме правите и природни и за нас суштествени инструменти со кои што ние можеме да се лекуваме или да го уште појасно да го активираме нашиот систем за самоизлекување кој што има неограничени способности. Зошто одлучивте да се занимавате со оваа алтернативна медицина, а сте специјалист по семејна медицина? Јас реков уште еднаш че повторно се занимавам и со двете работи, затоа што кај мене доваѓаат пациентите на кои што сум иматичен, меѓутоа со они дел од нив, а и други пациенти кои што доаѓаат со Има ли поврзаност со овие две? Има поврзаност таму каде што не можам да помогнам, а каде што пациентите или луѓето се спремни да добијат помошта од моја страна како стручњак кој што се занимава со алтернативна медицина, јас тоа го поврзувам двете. Зошто јас се одлучив, во претходните одговори веќе ви кажав дека наоѓам во тоа дека се пред се традиционалната медицина не ми ги даде сите одговори. Дојдов до сознание дека мене лично, па и на луѓето на кои што работам, а не е мал бројот со кои што работам, на мојата фамилија многу им помога алтернативната медицина. Запознае ли народот со оваа алтернативна медицина доволно вие? Што мислите? Во Македонија, за разлика од некои балкански земји, например, за разлика од Бугарија, каде што јас и најголемиот дел од моето знаење и мојата пракса ја стекнав, во Македонија многу малку луѓето се запознаени. Како да представува еден вид табу тема и страв дека тоа не е вистинското, дека постои само една вистина, дека е тоа традиционалната медицина. Јас правев некои експерименти со голем број на мои пациенти, каде што
вршев мерење на аурата, на нивната аура при одредени заболувања. Кога пациентот доаѓа на доктор по традиционална медицина за одредено заболување, добива одредена терапија и ние очекуваме дека треба неговата здравствена состојба да се подобри. Навидум ние добиваме некоја стабилизација на здравствената состојба, меѓутоа кога правев проверки за аурата, каква е аурата на тој пациент пред да почне да ја прима терапијата и кога почнал да ја прима терапијата од традиционалната медицина, приметив дека нема промена на аурата. Инаку, за да биде појасно за гледачите, како настануваат, како ги третираат болестите традиционалната медицина, како алтернативната медицина. Традиционалната медицина болеста ја третира како состојба на болест. А алтернативната медицина болеста ја третира како состојба кога организмот оздравува. И тука е најголемата разлика една од разликите меѓу традиционалната и алтернативната медицина. Значи, со примена на таблетарната терапија, аурата, главната енергетска обвивка со која што ние комуницираме, останува непроменета. Луѓето со традиционалната медицина, со примањето на терапијата, таблетките, дали тоа ќе бидат таблетки во вид на таблетки, во вид на инекции, тие не доаѓаат до промена на аурата. Додека кога ги правам третманите со алтернативната медицина, доаѓа до промена на аурата. Болестите преку алтернативната медицина се објаснуваат со тоа што на тој начин што поради различните надворешни атаки, влијанија кои што ние ги правиме секојдневно меѓу себе, со околината, со разните помагала што ги користиме, лаптопи, компјутери, телефони, мобилни, фабрики и сите тие работи доаѓаат до оштетување на нашето енергетско поле, на аурата, или заради некои стресни состојби кои што во последно време се многу зачестени кај нас во Македонија, доаѓа до блокирање на некои места од нашата аура. Во склопот на енергетската обвивка се наоѓаат и чакри, тоа се вртлози кои што ги има 7 главни и уште неколку кои што се споредни. Тие се битни, тоа се места каде што се движи протокот на енергијата и тоа е научно докажано и верификувано со некои од современите апарати. Значи, доаѓа и до блокирање и на тие вртлозите каде што се движи енергетското поле. Значи, кога настанува пореметување на аурата, енергетското поле околу човекот или блокирање на некоја од чакрите, енергетските вртлози, организамот на човекот е така направен да уште извесен временски период останува здрав. Меѓутоа, во моментот кога почнуваат да се исцрпуваат сите компензаторни механизми на физичкото тело на човекот, после тоа настанува болест. И кога ние применуваме само традиционална медицина, ние фактички ја стабилизираме болеста. Не доведе до излекување заради тоа што главната причина од блокирање на енергетската блокада во аурата или од блокирање на чакрите не сме го направиле. Тоа останува како тако. Значи, експериментите дека не е променета енергетската обвивка или функционирањето на енергетската обвивка на човекот покажуваат дека со таблетките тоа не се постигнува. Еве еден обичен или доказ за тоа, за разликата и како се сваќањата за алтернативната и традиционалната медицина. Кога некој човек ќе скрши, да речеме, раката или било која коска, оди на доктор-специјалист, коската ја ставаат во гипс или прават некои хируршки интервенции за да се стабилизира и да се фиксира коската, пак ја ставаат во гипс и пациентот си оди дома. Значи, медицината повеќе ништо не прави. Самиот организам натаму продолжува да ја заврши сета работа, т.е. коската се затвара од самиот организам, тоа не е затворено од медицината. За сите болести, функционирањето на самиот систем, вклучувајќи го тука и физичкото тело и енергетското тело на човекот, како целина може да доведе до излекување.
И голем број на заболувања кои што медицината не знае поради што се настанати. Тоа се оние најтешките автоимуни заболувања, карциноми, кои што од најголем процент од нив се неизлечиви, се заради тоа што ние не можеме да ја отстраниме фактички енергетската блокада или пореметувањето на нашиот енергетски проток. Многу пати кажавте аура. Да им кажеме на гледачите што значи така малце поопшто. Верувам дека за многу е непознато сето тоа. Па, веќе кажав, аурата е енергетска обвивка. Таа се состои од повеќе слоеви. Веќе направени се многу испитувања. Сите ли ја поседуваме таа аура? Сите луѓе, секој човек поседува аура. Фактички комуникацијата помеѓу луѓето, првата комуникација, основната комуникација е преку енергетското поле наше. Нас ни се развиени сетилата за вид, за слух, за мирис, за допир. Меѓутоа, првиот контакт ние го имаме со аурата. Дури и кога не сме во близина еден со друг, ние фактички суштествуваме во тој енергетски простор и ние комуницираме преку аурата. Може овде да се спомне дека аурата во зависност од одредени состојби на човекот може да ја променува и бојата. Правени си експерименти како да се за кои болести и за кои состојби каква би била аурата, меѓутоа мислам дека малку би ги збуниле повеќе гледачите. Ние сите поседуваме аура. Не можеме да суштествуваме ако ние не поседуваме аура. Во правата наша вистина ние сме енергетски суштества. Сето е енергија едноставно. Како може пациентот или човекот кој треба да биде трпелив изразено по холистичка медицина, како може да го најде вистинскиот лечител или терапевт? Во претходното прашање ви дадов едно објаснување дека ние сме енергетско суштество кое се наоѓа во етерот, во енергетскиот систем. Таму во тој етер се наоѓаат сите информации. Сега овде ќе морам да напоменам дека постои во контекстот на ова ќе ви одговорам и дека постои уште една разлика која што исто така ме натера да се посветам и на овој дел на здравјето на пациентите, а тоа е кога одиме ние на доктор по традиционална медицина, во главном ние се среќаваме со страв. Сега, алтернативната медицина настојува стравот да не постои. Ние имаме две емоции основни луѓето. Сите. Имаме емоција на страв и емоција на љубов. Сите останати емоции се некаде измеѓу, меѓутоа овие двете се најбитни. Емоцијата на страв вибрира со некои бранови кои што се спори бранови, додека емоцијата на љубов вибрира со брзи бранови. Спорите бранови кога вибрираат, тие во нашата ДНК, сега јас малку отидов подалеку, во нашата ДНК тие спорите бранови активираат само одредени молекули и не се целата наша ДНК која што е составена од аминокиселини, значи не може да се активира целосната ДНК. Кога вибрираме со фреквенцијата на љубовта, секој делче од нашата ДНК е активно. Кога би биле сите целокупната ДНК наша активна, ние не би се разболувале или кога би се разболувале многу полесно би оздравувале. Значи, еден дел е и тоа што е разликата меѓу традиционалната и алтернативната медицина. Сигурна сум дека гледачите се прашуваат каков е начинот на лекување со оваа алтернативна медицина. Ни кажавте претходно за ова. Не им се даваат таблетки што опфаќа или како се лекува со овој вид на медицина? Алтернативната медицина, иако некои од луѓето кои што се занимаваат со неа, приметив дека се обидува да направат некоја разграничување, па дури и некои одат до таму да забрануваат да се користи традиционална медицина, додека се користи алтернативна медицина. Алтернативната медицина во никој случај не ја исклучува традиционалната медицина. Значи, нема никаков проблем со тоа што пациентот го
користи како традиционална медицина. Уште повеќе мислам дека во одредени случаи потребна е традиционалната медицина за да се започне еден процес во кој што ќе се промени малку состојбата на пациентот, а потоа со припомош од алтернативната медицина да се дојде до потполно здравје. Како се одвиваат тие третмани? Станува збор за пренос на енергетски информации. Ние енергетските информации меѓу себе ги пренесуваме на три начина. Ги пренесуваме со нашата мисла, со зборот и со нашите гестикулации. Истото се случува за време на третманите. Еден дел е пренос на таа енергетска информација, еден вид разговор. Можам да објаснам на луѓето, на гледачите да им биде малку појасно. Тоа е еден вид како третман кај психијатар, меѓутоа за разлика од таков еден третман, овдека настанува и пренос на енергетска информација. Заради тоа што пореметувањето или блокадите на нашата аура, на нашето енергетско поле се настанати фактички од пренос на некои такви енергетски информации. Сега овде настанува при оваа комуникација или при работење со овие техники доаѓа до преименување или преформулирање на енергетските информации за да може организмот да се врати во нормалата. Тоа е едниот дел од третманот и вториот дел е кога пациентот околу 10 минути се наоѓа во една полумедитативна состојба каде што влегува во вистинскиот енергетски систем и каде што настанува дефинитивно правото прочистување на аурата и на чакрите од страна на вистинската енергија која што некои ја нарекуваат биоенергија, некои ја нарекуваат космичка енергија или најразлични типови на презентација како според тоа со кои техники и како се настанати техниките. Така. Антибиотиците се они лекови кои што најчесто се злоупотребуваат, меѓутоа во последно време седативите и антидепресивите се многу популарни, се земаат на своја рака. Дали холистичката медицина може да помогне или правилно да пренасочува енергија, да може да доведе до отстранување на некоја одредена состојба, депресија или слично? Во смисол на тоа во кои делови може да помага алтернативната медицина, вистината е дека нема ограничување никакво. Во секоја една состојба, било каква, дали е тоа психичка, физичка, алтернативната медицина помага. На жалост, многу луѓе прибегнуваат и долго време користат посебно кај седативите. Сега добивме и некои информации дека треба да се намали издавањето на седативи затоа што во последно време се зголемило. Тоа е посебно интересно заради стресната состојба и заради состојбата во која што сега се наоѓаме ние како луѓе. Алтернативната медицина може би еден дел и токму насочена во тој правец. Луѓето со кои што работам почнуваат да се менуваат на некој начин, стануваат многу помирни, тие почнуваат да чувствуваат љубов. Кај нив поимот омраза се заменува со убави емоции, почнуваат да стануваат посмирени и кога тие би биле трапеливи малку, заради тоа што кога ние работиме, кога ние се лекуваме со традиционална медицина, 99% од пациентите очекуваат дека таблетарната терапија или тоа што им го нуди традиционалната медицина дека ќе ја заврши работата наместо нив. Меѓутоа, никој не може да заврши работа колку што вие сами можете да завршите на себе. Јас ги сваќам луѓето дека им е многу полесно да земате таблетка и да ја испијат и да мислат дека се завршили работа. Меѓутоа, работењето самиот на себе е најголемата придобивка што можеме ние да си ја дадеме за да имаме подобро здравје. Тоа го разбираат луѓето кои што доваѓаат на вистинскиот начин да побараат помош од мене и кои што се спремни да дојдат
и да ја примат таа помош. При помош заради тоа што најголемиот дел од работата, за разлика од традиционалната медицина, најголемиот дел од работата го прави самиот човек и самиот пациент. Колку може да помогне холистичката медицина во сите овие трендовски болести, како диабетес и други некои, кардиоваскуларни болести? Кардиоваскуларни болести И малигни заболувања секако. Најголемата причина во современиот свет е стресот. Не можете да очекувате дека традиционалната медицина ќе ви ја заврши сета работа, нити пак да очекувате дека некој друг ќе ви ја заврши работата околу здравјето. Кога луѓето би ја сватиле правата суштина на нивното постоење, кога би ја добиле информацијата за тоа зошто се дојдени тука на овој свет, тогаш алтернативната медицина може да им помогне многу. Многу излекувања настанати како некој вид на чудо, со кои што ние како информации се среќаваме секојдневно по разните медиуми, дека тој се излекувал со да речиме со примена на некоја течности, другиот се излекувал со примена на било каква алтернативна медицина, со правилен начин на живот, па сето тоа фактички настанува кога човекот ќе најде една синхронизација со самиот себе и кога ќе свати својата фактичка состојба за неговото постоење тука. Кога ќе се најде во мир. Излекувањето секогаш настанува во мир. Кога ние ќе нисуваме како болен човек, кога ќе нисува и да трага по излекување во традиционалната медицина и кога ја добива информацијата за некое тешко заболување, почнува да се движи по еден пат на страв. Страв и неизвестност, кој што ја блокира неговата енергија за да дојде до самоизлекување. Правев експерименти, то не се експерименти во права смисла, меѓутоа тоа се податоци кои што јас ги трпам од моите пациенти. Можам да кажувам повеќе примери, меѓутоа да се задржаме само на хипертензијата, која што е една од многу честите заболувања, па и диабетесот. За хипертензијата е малку поинтересно да го кажам. Пациентите се како да се навлекуваат да пијат терапија за хипертензија. Во одреден период, заради одредени работи кои што му се случуваат нему лично и во околината, доаѓа до покачување на артерискиот притисок. Кога доаѓа на докторот нормално му дава терапија за да се стабилизира притисок. Меѓутоа, и покрај пиењето на таблетарната терапија за притисок, пак во одредени периоди на истиот човек притисокот му се покачува повеќе од колку што е нормално. Ако предпоставиме дека се покачил кога не примал терапија, и знаеме дека се покачува и кога прима терапија притисокот, значи која е причината да се пие цело време терапија за висок притисок. Ова не е некако прекосење према традиционалната медицина, не сакам гледачите да ме сватат така. Меѓутоа, некако како да станавме робови во консумирањето на таблетарната терапија. Луѓето како да се избезумени цело време како да трчат, да примат нешто, дека морат да примат нешто, плашејќи се да не го изгубат тоа што не можат никако да го изгубат. Стравот дека ќе го изгуби животот е нешто најапсурдното што постои. Никогаш не знаеш кога ќе се случи тоа. Сега да им објасниме на гледачите како тече еден третман на сеанса. Го кажав претходно, така, затоа што не прво е разговор. Така. Ние кога пациентот влегува, веќе уште со самото влегување, кај мене просторијата во која што јас работам,
Инаку да кажам дека ние самите себе си ја правиме енергетската форма и во просторијата во која што живееме, во просторијата во која што работиме, во просторијата во која што се дружиме, вклучувајќи ги сите луѓе со кои што комуницираме. Исто така и мојата ординација, мојата соба во која што ординираме е направена на принципот на таа енергија. И можам да кажам дека е многу голема разликата од мојата просторија и просторијата што се нарекува чекална. Кај мене во смисол на енергетска вибрација. Енергетската вибрација во чекалната е сосем поинаква, тоа е дебалансирана, хаотична енергетска вибрација, исполнета со страф и со неизвестност, додека кај мене прва исходност заради самиот себе си, меѓутоа и за пациентите кои што доаѓаат, таа просторија е енергетски поинаку структурирана. Правене комуникацијата со зборови, со разговор, каде што се поставуваат прашања, преку кои прашања би било малку збунувачки кога би продолжил како се добиваат прашањата, меѓутоа прашањата потекнуваат од, ајде да кажам така, од самиот етер. Прашањата кои што се битни за личноста кој што се наоѓа спроти мене, значи битни за неговата секажност, а се поврзани со неговото минато и со неговата иднина. Тие прашања на кои што е потребно да се дадат одговори, се поврзани со размена на енергетска информација од лицето со кое што работам и од мене. Кога ќе заврши тој дел, да нагласам и дека тие енергетски информации се точно предодредени само за таа особа и секогаш се различни и јас никогаш не знам како ќе се одвива разговорот и во кој правец, заради тоа што секој е индивидуален и никој не е ист со било кој друг човек на оваа планета. Кога ќе заврши тој дел со комуникацијата, тоа е еден вид разговор, каде што прашањата се лесни и тешки, и одговорите се лесни во смисол на тоа што понекогаш одговорите се неразбирливи, меѓутоа после извесен период одговорите кои што ги дава пациентот фактички ја содржат правата вистина зошто нему тоа му се случува и зошто се настанати тие блокади. Додека го водиме тој разговор, таа конверзација и размена енергетски информации, веќе почнува процесот на енергетско прочистување и на крајот завршува со еден енергетски третман кој што е во вид, спомнав на една медитација, не е хипноза, меѓутоа некогаш се запаѓа во една полухипноза, во правата смисла на зборот е медитација, каде што се доаѓа пациентот, лицето доаѓа во директен контакт со енергијата која што врши излекување. Тоа е она енергија, вистинската енергија која што ние сите секвидневно ја добиваме. Сега малку ми даде идеја паното зад вас со природата. Ние тоа можеме да го добиеме многу добро и многу лесно на најприродниот начин, а тоа е со комуникација со природата, која што дефинитивно го има задржано, си ја има својата права природа на постоење задржано, а истото можам да го кажам и за животните, домашните милиничња, кои што си ја задржале својата права природа. Тие ги немаат тие немаат, како да кажам, способност да користат нешто што нас ни прави проблем, а тоа се мислите, мозокот, размислувањето нас ни прави проблем заради тоа што тоа не блокира на некој начин и ние сме се изгубиле во тој дел. Да им кажеме на гледачите каде можат да ве најдат во Кавадарци? Јас сум во Кавадарци, имам ординација, Рија Медика е ординацијата. Лесно се наоѓа, не е проблем било кого да прашаат. Во студиото имаме оставено телефон, можат да ме комуницираат по телефон и по медиумите, исто така на Facebook, тоа се современи места каде што луѓето, јас често комуницирам, например, со моите пациенти преку Facebook, заради тоа што
Реков дека таа енергетска размена може да настане само со мисла, со збори или со гестикулации и да биде малку и поинтересно, нема ограничување на просторното растојание. Така. Докторе, мене ми беше чест и задоволство што разговаравме денес токму на оваа тема. Се надевам дека повторно ќе бидете дел од нашата утринска емисија. Јас ви благодарам на поканата. Ми беше многу пријатно присуството тука. Се обидов малку да објаснам колку што може во овој временски период. Се надевам дека гледачите доволно ме разбра. Ако некој не успел да разбере, имат секако прилика да дојдат во контакт. Кажавме кај се наоѓате. Да, со мене или на било кој друг начин. Така. Благодарам. Така. Почитувани гледачи, после разговорот со нашиот гостин следува краток рекламен блок, па се враќаме назад во студио.